Тетовскиот совет доби 2 нови члена. На местото на досегашниот советник од редовите на ВМРО од ДПМН е Александар Велјановски, кој стана дел од собранието, дојде Далибор Спасовски. Додека наместо Мимоза Муса, која поради лични причини не е дел од советот, сега е Кујтим Рамадани од Алијанса за албанците. На денешната седница се расправаше за вкупно 19 точки од дневниот ред. Се разгледуваа плановите за работа и новите вработувања во воспитно-образовните институции. Се гласаше за легализација на дивоградби, а извештајот за извршување на буџетот за првите 6 месеца покажал ниска реализација на комунални такси и даноци, на што дел од советниците реагираа дека и проектите кои се од витална важност за градот не се реализирани во целост. Во врска со кварталниот извештај нели се дискутираше од страна на советникот Ариф Селами и од страна на одговорниот од секторот, значи некои работи поради пандемијата се одложени, некои веќе се во тек на реализација и така да на крајот на ова година мислим дека советниците ќе ги имат сите потребни документи за тоа колку се реализирани сите проекти, значи и се надевам дека кварталниот извештај, последниот квартален извештај ќе биде пополнет како што треба, значи со проекти. Многу работи застанеа, многу работи сега почна да се одвијаат поради тоа што вие знаете дека плюс пандемијата имавме избори, што ние законски треба да ги стопираме истиве и сега после завршувањето на изборите и проектите се почнати, како што е булевардот доле кај станицата доле и исто така и другите инфраструктурни работи се во тек, значи осветлување, тротоари и така натаму. Тетовските советници денес изгласаа промена на 3 урбанистички плана во Тетово, дел од дневниот ред на 31-та седница која беше прекината 2 пати.